Драги гледачи, добар ден. Жетвата во нашата република е во полн ек. Се јавуваме од нашето житородно Овчеполе. На површините од земјоделско-индустријскиот комбинат Црвена звезда од Штип, работниците на овај колектив максимално се ангажирани за прибирање на годинашниве количества од пшеница и јачмен. Во нашата република под жита се наоѓаат 151.000 хектари. Од нив пшеницата е застапена на 110.000, јачменот на 28.000 и ршта на 17.000 хектари. Годинава се очекува во општествениот и приватниот сектор да се произведат преку 259.000 тони пшеница. Во споредба со лани, силосите и амбарите ќе останат попразни за околу 72.000 тони. Приносите годинава ќе бидат помали и кај јачменот. Според сегашните проценки, приносите се помали за 12% во однос на лани. Намалениот принос кај житните култури дојде како последица на тоа што есеноска, главно поради сушата, а подоцна и поради обилните дождови, беа посеани помали површини. И од насеаните над 109.000 хектари со пченица, само на 50% од нив сеидбата е извршена во оптималниот рок. Благата зима овозможи посевите нормално да се развијат. Меѓутоа, пролетните горештини во одделни реони знатно ги намалија приносите. Високите температури особено негативно се одразија врз јачменот и пченицата. Димко Панов е раководител на единката на Здружен труд при основната организација 1. мај од Долни Балван во комбинатот Црвена звезда од Штип. Друга Панов, имате нова сорта јачмен. Какви резултати даде таа? Колку сте задоволни со неја? И макар да ова сорта за прва година е застапена во нашиот Здружен труд, ние со ова сорта за ова година со првите резултати сме задоволни и мислиме да сортата испод 4 нема да ни подбаци. 4000 килограми по хектар. 60 хектари само под ова нова сорта, Новосадски 27, и мислиме дека испод 4000 килограма нема да подбаци. Со што се карактеризира оваа сорта? Помалку количество семе за сеидба? Се карактеризира со многу фактори, што прво сееме ја засевуваме површината со 130 килограма по хектар, а као втора одлика има што таа не расте високо, не отпорита е на полегање и што е отпорита на мразови и на суши. Инако, драги гледачи, Црвена звезда од Штип сепак има максимални приноси и покрај се оно што го рековме во прогнозите за овогодишната жетва. Тука се очекуваат и повисоки приноси. Во основната организација Таринци постигнати се и приноси кај јачменот и преку 5000 килограми по 1 хектар. Еве и овде е случајот таков да имаме повеќе од прогнозираните количества. Со пшеницата какви резултати очекувате? Јас мислам, рековме за јачменот дека задоволува, дека минатогодишните просеци ќе ги мине јачменот, пшеницата нешто ќе биде по ускудно од минатогодишните просеци, али ипак и она нема да спадне испод 3000 килограма по хектар. Во нашите најголеми производствени реони, според податоците со кои располага Стопанската комора на Македонија, различно се манифестираа. Например, во земјоделско-индустријскиот комбинат Овчеполе на површина од над 9000 хектари се очекува просек од 2000 килограми, во Црвена звезда од 2 до 2500 килограми по хектар. Во Пелагонија од 9823 хектари се очекува просечен принос од 3400 килограми по хектар. Во комбинатот Прилеп 4000 килограми по хектар. Куманово 3000 килограми, Анска река 2500 килограми по хектар и така натаму. Просечните приноси на комбинатите покрај се и не се ниски, доколку приносите во индивидуалниот сектор
се оствараше повисок принос и ова година вкупното производство не ќе беше помалку од минатогодишното. Еве да се послужиме со неколку бројки кои многу зборуваат. Во општествениот сектор од посејаните 44.615 хектари се очекува просечен принос на пченица од 3000 кг по хектар, односно 134.000 тони пченица, а во приватниот од 63.323 хектари со просек од само 1920 кг по хектар, 125.241 тон пченица. Само овие показатели говорат колку резерви се кријат во индивидуалниот сектор. Ваквиот сооднос на приносите меѓу социјалистичкиот и индивидуалниот сектор е само уште едно сериозно предупредување дека мораме далеко помобилно и поангажирано да го модернизираме индивидуалното земјоделство, тој огромен потенцијал за производство на повеќе храна. Во прибирањето на житото годинава ќе бидат вклучени над 1000 комбајни. Гледано во целина, можеме да сме задоволни од бројот на комбајните и другата механизација за транспортот на житото. Меѓутоа, проблемот може да се јави во тоа што тие не се распределени според жетвените површини. Затоа е нужно уште веднаш во рамките на општините да се направат оперативни планови за максималното искористување на комбајните во организациите на Сдружениот труд, а уште повеќе во ова смисла да им се помогне на здружените земјоделци и кооперантите. Не смее и годинава да ни се повторат минатогодишните слабости во прифаќањето на житото. Во одделните реони, токму според нерешеното прашање со сушилници и сместувачки капацитети, приколките полни со жито не можеа да бидат прифатени, а како резултат на тоа комбајните мора да мируваат. Камионите и другите превозни средства полни со пченица поминуваат долги релации до приемот, а често поради лошата организација на приемот тие беа и враќани назад. Жито Македонија известува дека сите количества меркантилна пченица се договорени и дека се подготвени да ги прифатат сите количества пченица бидејќи располагат со сместувачки капацитети за 300.000 тони. Во знак на јубилеите на председателот Тито и ова година комбајнерите ќе се надпреваруваат за најдобро организирана и изведена жетва. Годинашниот надпревар на нивите за собирање на лебните жита, пченка, ќе се прошири на уште неколку десетици илјади хектари под сончоглед, па ќе се одвива на околу 800.000 хектари од Марибор до Битола. Меѓу бројните признанија и наградите што ќе ги добијат комбајнерите, ќе се доделат и повеќе златници со ликот на председателот Тито. За надпреварувачите тоа ќе биде поттик за уште подобро водење на машините при собирањето на житото. Деновиве, само во Гевгелиско и во Ландовско, нашите најголеми производствени подрачја за раноградинарски производи, дневно се собират и повеќе од 500 тони домати, без да им е обезбеден нивниот пласман. Откупната цена секојдневно се менува и само за неколку дена тие се пониски за 10 динари, а точно на 27 јуни, кога нашата екипа го посети ова подрачје, цената беше 4 динари по килограм за домати од прва класа. Традицијата продолжува. И оваа година дојде до израз сите слабости што произлегуваат од стихијното и непланско раноградинарско производство. Еве, драги гледачи, на еден од откупните пунктови во Богданци. За кого откупувате вие? Ние откупуваме на комбинатот Изворски. По кои цени и под какви услови откупувате? По цени како ќе одреди Општинското собрание. Денес е 27 Да. јуни. Да. По кои цени денеска откупувате? Денеска без цена откупуваме. Без цена. Без цена. А како тоа? Производителите не знаат? А не знаат, не знаеме ние како ќе одредат. После накнадно додаваме цената. Сава. Добро, дали се тие вашиве производители, овие што ви нудат? Да. Ваши кооперанти или што? Кооперанти се на задруга. Имате склучен договор со нив? Имат. По договор. Се тие под договор? Да. Ваши постојани Да. Кооперанти. кооперанти? Да. Колку до сега сте произвеле? Сте ја откупиле? Па едно 200 тона нови пунца. Само на овој пункт 200 тона. Колку пункта има, дали е познато Изворски? Комбинатот Изворски има 5 пункта.
Само во непосредно покрај Богданци. Да. Тука во близината на Богданци. Има и овде у Богданци има и Фурка и Николич по еден пункт. Како се викате вие? Тодоровски трајко. Од село Богданци. Да, од Богданци. Вие без цена денеска го продавате својот производ. Нема цена. Вие сте од Богданци исто. Од Богданци. Колку до сега сте произвели и сте продали на откупниот пункт? Колку до сега домати? До сега домати колку си дал? 3.000. А сам ли нешто продаваш или само преку... Сам не продавам преку Сам не задруга, продаваш. преку задруга. Ти си кооперант исто? Јас. А вие исто сте кооперанти на Изворски? На Изворски. Од секогаш до Од секогаш. Да. Како ги нудите вашите производи, конкретно сега доматите? Еве денеска чувме Па без ние цена се... Се знае дека цена се определува преку конзорциумот. Така. Према тоа и ние како кооперанти и кооперацијата, односно нали Изворски, ја определува таа цена и ние многу на тоа не реагираме. Меѓутоа идат такви шпицови некогаш, како сега, што е случај, Да. кога нас тасуват, може да се каже така, во еден таков шпиц сите домати, тогаш веќе опаѓа цена, се знае тржишто, нали, не може да абсорбира целото тоа производство, према тоа и се иде до тоа да без цена да се откупува. Така 2-3 дена чувме дека не се откупува воопшто. Вратите биле затворени. Тачно затоа и се позрели сега доматите. А зрели домати не ви ги откупуваат, само полузрели. Па сепак да не биат презреани, бидејќи тие нема да може да издржат до тржишто. А што ќе правите вие со тие зрелите домати? Па што ќе правим, се знае дека дел од тоа може и да пропадне. Дали се тоа случило го да диктира пропадне? тржишто, го диктира. Пазарот. Пазарот. А се случило да ви пропаднат? Па по нешто се случува. Ево има домати кои се именуваат како седмица или па нешто помали, иако тие таму може да вредат, али тука не ги прима. А како реагирате вие на тоа да ви се откупуваат по ефтини цени, а трговијата до потрошачите ги дава многу поскапо? Што вие мислите за тоа? Па сметаме дека тука треба да го регулира тоа, другите органи да го регулират тоа прашање. Бидејќи ние кога го и даваме тука, да кажеме 7-8 динара, би требало на трж да бидат максимум 1200 динара, така земано Да. стари цени, нали? А не да бидат таму 2000-2500. Еве не уште на еден откупен пункт во Богданци, овој пат на градинар Лозар од Скопје. Колку до сега сте откупиле домати? Па околу 140.000 кила. Кила. А по кои цени? Па од 17 до 8 динари до сега. Денеска 27 јуни Денеска се бери без цена. и вие исто без цена. Да. А зошто без цена? Па како се пласира на пазариште, така и овдека се откупува. Бидејќи без цена се испраќа таму горе. Од кого се вие откупувате? Дали имате некакви претходни договори или кој ќе дојде кај вас, кој ќе стигне? Не е тоа само од наши кооперанти. Само ваши кооперанти? Какви договорни односи имате вие со вашите кооперанти? Па тие треба стално тука да ги носат доматите од почеток па до крај. А А од- кој оди нагоре, после кој ќе дојде, пак му се примат само да е наш кооперант од почетокот да е почнал. И што му нудите сем откупот на производот? Дали вие нешто му помагате во текот на производството? Да, ние му помагаме и тоа во ѓубрива. Во ѓубрива, во најлон, за фолии. А оние кои што нема договори, ако Кои- дојдат кај вас? Па и тие само од почеток ги примаме. А иначе Од например- првата берба? Да, на пример од денеска тоа не смееме да го сториме. Кога ќе се утврди цената? Па, Дали знаете ли? Цената веќе сигурно се знае ќе биде 4 динари. Ице Марков од Богданци очигледно незадоволен од денешната откупна цена 4 динари по килограм. Да. Се враќаш назад. Каде ќе ги носиш Ќе ги доматите? носам за Скопје. Како имаш свое превозно средство? Немам своја, али ќе платам и ќе ги носам. Бидејќи ги носих 2 тури, да видиш, таму можел да биде 1500, тука можел да биде 3 динара и 4 динара и тоа без цена да и берат. Како може тоа? Па има трошкове доматта. Давиш 1500 динара, 1800 динара давиш најлом, родиш, а 3 динара и 4 динара домати откупува. Плюс колсти и купуваш, да видиш, по
по динар и пол, разбивиш. Има големи трошкове. А тука ти вика цела недела, разбивиш, без цена домати. Како може тоа? Неколку дена не се откупувале. Па ја 4-5 дена не се откупува домати. И сега ти вика па без цена, а после ќе пише цента, ќе помина 5 дена, 6 ќе собера целата количина на домати, ќе пише цента. Што барат откупните предпријатија? Какви домати да берете? Домати, Зрели, најмногу полузрели? Зрели. Само они нините со тоа што западна робата со нини привилегии. Ги собраа нините што се по своите, ги собраа зелени домати и пропадна сега целата роба на луѓето. Ти си кооперант на некого? Кооперант сум, на На кого? задругата сум. Тука, На која задруга? на ваа задруга, на Изворски. Изворски не ти ги откупува? И што ги откупува? Ги шкартира, видиш, ги одбера само најболи домати, разбираш, а па иста цена ги плаќа. Половината домати ги плаќа на цента, половината ги плаќа по 7 динара, още кај беа 1600 динара. И како ќе можеш да бидеш кооперант на тоа? Не може никако. Тоа е. И се пронудих да морам да излаз да барам, разбираш. А сам сам дома, мајка ми е во болници, разбираш, брат ми е на државна работа, сам сам имам 12.000 корена домати се посаден. И морах могучности, купих гајби, морам да одам за Скопје, за Ниш, морам. Каде се одиш? Само до Скопје и до До Ниш? Скопје, до Ниш, Куманово се навраќам. 4 пата веќе кај одам. Ја вечерас пак кренувам. Имаш ли сметка ти ваква? Па имам, како да немам, кога таму можем да го продавам една гајба, разбираш, од 28-25 илјади, а тука, разбираш, ги бера без цена. Како не може тоа? Како тие може там да наплаќат, да разбираш, а тука не може да без цена да ја откупува домат? Како може да откупува оваа 4 динара, роба и 3 динара? Како може да ода 1500 динара како алва у Скопје? На пазар не дава да застана оваа 4 динара. 1500 динара откупува, не дава да застана, а тука без цена откупува. Се чини дека потребата од здружување со почвасти кооперативни односи денес се наметнува како неопходна потреба. Тоа е неопходност кога производителот станува стоков производител, како што е и овде случајот. Поголем дел од производителите остваруваат вкупни приноси поголеми од 50.000 килограми. Во ваков случај тој сам не може. Сметаме дека основните организации на здружен труд, како што се Изворски, Вино Југ, Анска река и други кои делуваат на ова подречје, да засниват односи пошироки, појасни, порамноправни со производителите. Стокови производители, како рековме, има, а има и производи ценети и барани. Пред се чини потребно е да се негува меѓусебната доверба. Неодамна, во текот на изминатиот месец во Скопје се одржа 5-тиот собир на одгледувачите на свињи на Југославија. Уводен реферат за состојбата и перспективите на свињарството во Социјалистичка Федеративна Република Југославија поднесе професорот на Земјоделскиот факултет од Скопје, доктор Петар Нешовски. Вие, професоре, добивте и плакета за извонреден допринос за унапредувањето на свињарството на Југославија. Колку можеме да бидеме задоволни од овај собир што беше овде организиран? И што тој собир има, каков допринос има за македонското свињарство? Вие бевте и председател на приредувачкиот одбор. Да. Петиот собир на одгледувачите на свињи, тој е крупен настан за Македонија, бидејќи одржуваме и за прв пат еден ваков крупен настан. И можам да речем дека одржувањето на петиот собир на одгледувачите на свињи на Југославија на одреден начин го експонира и македонското свињарство, мислам, неговите достигнувања. И кога се кандидиравме да бидеме домаќини на овој собир, ние поваѓаме од нашите расположби, од нашата развиеност на свињарството и се носиме со замисла дека ипак нашето свињарство со неговата развиеност можеме да се представиме пред еден ваков југословенски аудиториум. Собирот беше прифатен целосно и потпомогнат. И благодарение на тоа, ние мислиме дека успеавме да го добро припремиме собирот и да на него дојдат голем број наши научни и стручни работници. Доволно е само ако споменам дека на собирот учествува над 250 учесника, што представува доста големо остварување. Импозантен собир, да.
Професор Нешовски, како е вашето мислење за сегашната состојба на свињарството во нашата република? Можам да кажам дека сегашната состојба на свињарството во Македонија не е загрижувачка. Тоа во последни неколку години, особено во последниве 10 години постигна значајни остварувања. Се изградија неколку крупни свињарски фарми, како што е свињарската фарма во Куманово, потоа Свети Николе, Штип, Делчево, Породин. Така да денеска имаме изградени капацитети негде за околу 120.000 товленика, што секако е едно големо остварување. Меѓутоа, ние не смееме да се задоволиме со ова што го имаме, затоа што нашите потенцијални можности се далеку поголеми. И во овој смисла, мислам дека кај нас во нашава земја, во нашава република, постојат бројни иницијативи за подигање на нови свињарски фарми, така да мислам дека во 1980 година ние ќе имаме далеку поголеми остварувања отколку што е тоа денеска. А целта на сето ова е да имаме што повеќе месо. Кај нас, како што ви е познато, свинското месо е дефицитарно, го нема нашиот пазар, а формирањето, односно градбата на овие свински фарми иде кон тоа да обезбедиме што поголемо производство. Колку е потрошувачката на свинско месо по жител во нашата република? Во нашата република негде е околу 14 до 16 кг во Југославија, а кај нас е многу помалку, негде од 4 до 5 кг, што значи за 3 до 4 пати е помалку. Како е тоа во Европа? А во Европа е далеко повеќе, имаме 40 до 50 па и до 60 кг. Тоа значи дека овие бројки, споредено значи со онја од надбор земјата, зборуваат дека нашите потенцијални можности во смисла на потрошувачка се далеко поголеми отколку било која друга земја. Свињарството, како сточарска гранка во земјоделското производство, за нашата земја има исклучително големо значење, зашто тоа е наш најголем извор на месо. Последните 2-3 години имаме производство на свинско месо од 390 до 420.000 тони. Во однос на останатите видови месо, ова секогаш било на прво место. За илустрација да кажеме дека говедското месо го произведуваме најмногу до 309.000 тони. И во преработувачката индустрија свинското месо има големо значење. Од него се произведуваат многу важни месни преработки, кои наоѓаат пласман во нашата земја и на надворешниот пазар. Во современите услови на производство кај свините се остваруваат запазени резултати. Во текот на една година, по една маторица се добиват по 20 прасиња за гоење, од кои се добива 1600 килограми месо во половинки, чија вредност е околу 50.000 динари. Поради ваквите особини на свините во индустријските фарми, се остварува голем доход кој може да се споредува и со најрентабилната автомобилска и електронска индустрија. Има примери каде еден работник остварува и преку 200 милиони стари динари. На тој начин, ваквиот труд станува значаен фактор во вкупното свињарско производство, а ретко која друга стопанска гранка остварува вака висок доход. Поради тоа, последните години во Југославија имаме висок процент на годишен прираст од 3%. Во 76 година бројот на свините во Југославија изнесува 6.536.000. Треба да се каже дека поголемиот број му припаѓа на индивидуалниот сектор, а тоа изнесува околу 82%. Меѓутоа, во Македонија состојбата е сосема поинаква. Општествениот сектор е позначаен фактор во вкупната продукција на свинско месо и тој учествува во вкупниот број на свињи негде околу со 27%. Тоа значи дека свињарството во општествениот сектор во нашава република е позастапен и игра позначена улога отколку што е тоа во овој југословенски размери. Меѓутоа сакам да споменам и тоа дека во индивидуалниот сектор кај нас, состојбата во индивидуалниот сектор на свињарството, мислам дека се уште таа не задоволува. Ќе треба да чиниме значајни напори, не само за неговото бројно зголемување, туку и неговото квалитетно подобрување. Растниот состав кој што е сега застапен во индивидуалниот сектор е неповолен. Тамо во главном се застапени овие масните раси свињи, а вие знаете дека на нас денеска ни требаат свињи кои што дават што повише месо.
Свињарството во Југославија е мощна и нестабилна сточарска гранка и тоа се развива во недоволно дефинисани економски услови. Поради тоа, честопати сме имали големи загуби и во фармите и во индивидуалниот посет. Како рековме, основни причини за тоа секогаш биле неповолните услови на пазарот, како домашен, така и надворешен. Нашите можности се многу поголеми откако што е денешната состојба на свињарската гранка. Ако се споредиме со земјите од Северна Европа или со соседите, ќе видиме дека многу заостануваме. Данска со изразито развиено свињарство на 1 квадратен километар има по 192 свињи, а во Југославија само 24 свињи. Холандија 174, Унгарија 75, Полска 63 и така натаму. Да кажеме уште еден податок што беше спомнат на советувањето. На секој 100 жители од Данска има 165 свињи, Унгарија 66, Полска 58, Холандија 47, додека на секој 100 југословени има само по 30 свињи. Од овие споредувања, денешната состојба имаме реални услови за побројно и поквалитетно свињарство откако што го имаме денес. Ви молам уште накусо малку да ми одговорите, како ја согледувате вие сегашна иднината на свињарството во нашата република? Па ако појдеме од досегашните напори што ги чинивме и оно интензитет кој што го остваруваме во последни 10 години, јас сметам дека сме ние на добар пат да постигнеме современо и развиено свињарство во нашата република. И покрај тоа што до пред 10 години се имаше мислење дека нашата република не треба да развија свињарство, дека таа ги нема услови, дека нема услови за тоа, меѓутоа, ете, праксата, тоа мислење го демантира. И денеска ние имаме, значи, како што реков, изградени капацитети за 120.000, а верувам дека во 1980 година ќе надминеме и над 300.000 тонинка годишно производство. Тоа за нас многу значи. А ваквото зголемено производство нас не обврзува и друштвениот уговор кој што го имаме подпишано за агроиндустријскиот развој на земјоделството во Југославија. Според него, ние во 1980 година треба да произведеме 15.000 тона свинско месо. Наспрема сегашното производство од 7.000 тона. Тоа зборува дека ние во наредниот период мораме да чиниме значајни напори во унапредувањето на свињарство. Не само во општествениот сектор, туку и индивидуалниот сектор. Во прилог на ова, јас сакам да кажам и уште ова, дека онатамошниот развој на свињарство во Македонија во голема мера ќе го потенцира и изградбата на местната индустрија. Оти вие, како што ви е познато, ние денеска се уште немаме изградена собствена местна индустрија, а тоа во одредени моменти многу значи. Полна с љубичица, се сретие мома и момче во тесно сокаче. Се сретие мома и момче во тесно сокаче. Лудо, и од војска
Интересот кај земјоделците за примена на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство станува се поголем. Помина времето кога со недоверба се гледаше кон новите сорти пченка, пченица, шекерна репка или компир. Постигнатите приноси и резултати кај одделните земјоделски култури предизвикаа индивидуалните производители на своите ниви да сеат само нови сорти. Во ридско-планинските подрачја посебен белег има акцијата за затревување, односно подигање на вештачки ливади, на ерозивни ораници и мелиорирање на природните ливади. Минатата година, како почетна, донесе задоволителни резултати. Во 24 општини во Македонија, кои опфаќаат 212 села, подигнати се 500 хектари вештачки ливади, а мелиорирање на природните ливади е извршено на површина од 1000 хектари. За ова цел се потрошени 2 милиони динари. Планот во потполност беше исполнет. Се наоѓаме на Шар планина, драги гледачи, во местноста на селото Селце, во атарот на Тетово. Овде со нас се домакините, овде со нас се и гостите. Другарот Благоја Николовски, советник при Републичкиот секретаријат за земјоделство, ќе го замолиме да ни каже за акцијата за затревување на голините низ нашата република. Како се одвива, другар Николовски, акцијата и колку можеме да бидеме на сам почеток задоволни од ваквата акција, од нејзиното извршување? Овие површини што и овде гледаме се дел од републичката програма за затревување, тоа е за создавање на вештачки ливади во ридско-планински подручја на Македонија. Ова програма е зацртана во Општествениот план за развој на СР Македонија за период од 1986 до 1980 година. Со планот се обезбедени 30 милиона динара средства као учество од Републиката за давање субвенции во вид на вештачки ѓубриња и во вид на семенски материјал. Дали се доволни овие средства по ваше мислење? Тие за планирани површини се доволни. Вкупно за 5 години се планирани површини за подигање на 6.500 хектара вештачки ливади и за 15.000 хектара мелиорирање на природни ливади. Меѓутоа, нас ни е познато дека интересот е многу поголем. Дали постојат можности да се зголемат овие средства? Мислам дека зацртани средства не можат повеќе да се зголемуваат. Тие се одредени за цел 5-годишен период, но благодарение на искуството и на поволни резултати, веќе има појава и тука во општина Тетово да сами земјоделци исцело со своји средства спроведуваат друг дел од програмата. Ние миналата година спроведуваме дел од програмата, се подигнаа 500 хектара вештачки ливади и се мелиорира 1000 хектара природни ливади. Годинава е зголемен двојно план, имаме 1000 хектара под вештачки ливади и 2000 хектара мелиорирање на природни ливади. И програмот е исцело остварен. Значи можеме да бидеме оптимисти во реализацијата на овој програм. Благодарам многу. Овде е и домакинот инженер Љубомир Стефановски, директор на Општинската стручна служба. Другар Стефановски, ве молам да ни кажете, пошто се наоѓаме веќе во атарот ваш, каде што вие делувате, колку сте вие помогнале на заинтересираните земјоделци, на жителите од овие подрачја и на колку се површина вие одите од Тетово? Видите, ние уште во миналата година обезбедивме семе и вештачки ѓубрива за подигање на 50 хектари вештачки ливади и мелиорација исто толку на 50 хектари. Во оваа година добивме за 100 хектара вештачки ливади и за 100 хектара мелиорација на стари ливади. Каков е интересот? Чувме дека индивидуалните производители сами купувале големи количества семе. Големи средства давале и своји. Во оваа година преку индивидуалниот сектор успеавме да обезбедиме средства над 10 милиона динара и создадовме околу 70 хектара нови вештачки ливади. Само во село Селце имаме убрано над 5 милиона стари динари. Овде е и председателот на местната заедница од селото Селци, еден од иницијаторите, колку чувме, за затревување на голините во нивниот атар. Што сте направили вие? Колку сте подигнале во вашево место само? Ние во нашево место сме подигнале за овие период на 2 години. Лански години сме
15 хектара кој ни помагаше интересната заедница ни даде без пари тие за вештачење на ливадите. Годинава се покрена поголема иницијатива која интересна заедница ни даде без пари за 10 хектара, а уште за 25 хектара со иницијативата на селаните ги купивме со пари, кои увидоа дека успејот е голем и голема добивка е од тревата на вештачките ливади. Вие сте многу задоволни. Ние сме задоволни и презадоволни со ова вештачење на ливадите. Оваа сезона повторно ќе одите на проширување или пак истина? Ние сметаме дека да идеме уште на проширување, само имаме још некои многу сиромашни луѓе и ја молиме интересната заедница ако може во еднина да помогне на сиротиња да даде уште нешто без пари, а има иницијатива кои има луѓе кои се можност ќе купуваме и со пари. Како се викате вие? Демир Зулџовли. Председателема за заедница Демир Зулџовли. Благодарам многу. Овде се, драги гледачи, и двајца стручњаци, наши гости, кои што долги години работеле по затревувањето и по оваа материја. Ние прво ќе искористиме присуството да се представите вие. Јас сум доктор Флорин Фидановски, иначе работам на Земјоделскиот факултет, катедра за специјално поледелство, иначе уска специјалност е фуражно производство. Другар Фидановски, да ни кажете кои се овие смески и кои обезбедуваат најдобар успех и зашто се користат? Видете, една рецепта за една тревна смеска за поедини терени не постои, него мора секогаш да се оди на терените према условите за да би се можело да се подигне смеската. Точно. Најчесто која се употреба? Најчесто би доаѓа треви кои што поднесува повеќе суши, моментално се наоѓаме на една смеска која е составена од Lotus corniculatus, понатака од Dactylis glomerata, понатака француски рајграс. Тие се обично треви кои што поднесуваат суша. Зашто најмногу ги користиме овие треви? Тревата од овие тревни смески кои што се добива се користи претежно за исхрана на добитокот, бидејќи Значи како фураж. Да, како фураж, бидејќи од неа се добива доста добар принос и добар квалитет. И така кога би се хранела стоката со ова маса, се добива доста високи принос. Тие се познати тревите како и со добра хранива вредност. Покрај оваа особина да бидат добро користени како фураж, зашто се друго можат? Познато ни е дека ерозијата се многу добро заштитува, конзервацијата на почвата е многу успешна со ваквите треви. Какви се вашите искуства во овој смисол? Поред тоа што овие терени се користат од една страна за добивање на добиточна храна, исто така служат за конзервирање на почвата, значи тоа затревувањето е исто така една мерка која ја заштитува, односно е конзервира почвата од ерозивните процеси. Да ви благодарам многу. Се вратиме уште еднаш на другарот Стефановски. Колку површина се, рековме, на овај терен имаме? На овој терен имаме над 45 хектара подигнато вештачки ливади. Меѓутоа едно би сакал да истакнем дека, како што и сами гледате, се најдуваме на најерозивно подрачје, кај што успеавме да ја сузбиеме ерозијата и да добиеме во миналата година 3 откоса, уште у првата година. Така да приносот на сено негде се движи над 6000 кг по хектар. Да искористиме и приликата уште еднаш да коригираме другарот Зулфикер кој рече дека интересната заедница, всушност овде републичката и општинската стручна служба најголем придонес има за спроведување на ваквата акција. Тука Центарот за унапредување на индивидуално земјоделство во соработка со општинската конференција на Социјалистички сојуз и со другите општествено-политички фактори смо ги проширили овие вештачки. Благодарам многу. Драги гледачи, да го искористиме и присуството на доктор професор Милован Јекич овде на овај терен, професор на Земјоделскиот факултет од Скопје. Професоре, што се треба да направат индивидуалните производители? Ваша специјалност е исхраната на растенијата. Уште од 1954 година ние вршивме опити во Бистра, покасно на Малеш, на природните тревници. Меѓутоа, сега се подигнуваат се повеќе ови вештачки тревници. Овие почви се врло мощне бедни со фосфор и други хранителни материи и затоа треба покрај добрата обработка на почвата, треба и едно добро ѓубрење преди засејување на
вештачките тревници. Ние препорачуваме, бидејќи е истата почва бедна во фосфор, преди се Томас фосфат кој се произведува во нашата железарница Скопска и тоа по 1000 до 2000 килограми по хектар да би обезбедиле растенијата со храните материи, преди се со фосфор и калциум. Покрај тоа треба уште да се применува азотното ѓубре, кое дава маса и затоа се дава, например, 1000 до 2 килограми Томас фосфат преди засејување, а при засејување може да се дава само азотно ѓубре или НК ѓубриво. Обично азотното ѓубре е кан со 150-200 кг по хектар. На колку пати треба да се даде азотно ѓубре? Азотно ѓубре може да се дава секако преди сеидбата, а може да се дава и по прва сеидба, да кажемо 50 до 100 кг по хектар. Професоре, некој пример да ни кажете од вашата практика на ѓубрена површина, затревена, неѓубрена? Например, во смисол на приноси добивање. Можем да кажем вака, за природните тревници, јас многу испитував тие природни тревници, околу 1000 килограми неđубрено, а 3, 4 до 5 хиљади килограми đубрено со разни комбинации. Ако е површината đубрена, например са МПК или са N2 ПК и така натак. За овие вештачките тревници, например, неđубрено може да дава свега 20 до 40 метрички центи по хектар, а đубрено може да дава 80, 120, па на поарни површини и повеќе, до 150 метрички центи добро сено по 1 хектар. Секако минералната исхрана дека има влијание и врз квалитетот на... Секако, ние испитувавме, например, сирови протеини, азотните đубриња, а и фосфорните, бидејќи тие зголемуваат легуминози во тревниот состав, дават повеќе сирови протеини, например, кај неđубрено може да се добие 8, 9 до 10, а при đубреното и по 12% на сирови протеини во тревната смеска. Според податоците од стручната служба при Републичката заедница за образование, до крајот на минатата година регистрирани се 103.000 невработени во нашата република. Со средно образование чекаат на вработување околу 15.000 млади луѓе. Во овие бројки спаѓаат и околу 1150 завршени ученици со средно земјоделско училиште, 73 со више и 108 со високо образование. Бројни се примерите млади школувани кадри да остануваат на село, да ја обработуваат земјата, да го наследат татковиот имот. Примерот со Димитрија Николовски од охридското село Волино веруваме не е осамен и единствен во Македонија, па и во Југославија. Овој млад земјоделец веќе 2 години поред добива високи признанија за постигнатите резултати во воштарството. На собирот во Дебар минатата и во Кумано оваа година тој беше прогласен меѓу најдобрите млади индивидуални земјоделци во нашата република. Јас на земјоделие се одлучив затоа што гледав да може да се постигне добри резултати и може да има човек како добра екзистенција за живот. Имам признание, прошлата година бев избран како најдобар земјоделец на општината Охрид, па јас во земјоделството гледам добра иднина, бидејќи може да се живеет и може да се заработи, само вистински треба малку позаангажираност. Во овошен насад имаме 8 хектари и овај младиов насад ми е 54 ари, кој на него гледам уште подобра перспектива него на стариот насад. Со пласирањето на земјоделските производи за овие последни 2-3 години, можам да речам е малку поорганизирано за откуп. Ампелографијата е наука која се занимава со ботаничкиот опис, агробиолошките својства и технолошката вредност на одделните видови и сорти лози.
Таа во Социјалистичка република Македонија се развивала напоредно со се побрзиот развој на лозарството. Особен напредок е очигледен последните 2 децени, кога оваа стопанска гранка доживеа вистински процут. Денес лозијата во нашата република се проширија на 30.000 хектари. 1/3 во општествениот сектор се најсовремени и на нив се постигнати дури и светски приноси од грозје. А со општествениот план за развој до 1980 година се предвидува да се подигнат интензивни плантажни лозја на уште 4.000 хектари. Во вакви услови се покажа неопходна потреба од создавање на дело Македонска ампелографија, која ќе направи биланс на досегашните постигнења и ќе укаже на најпогодните правци за натамошен развој на македонското лозарство и винарство. Согледувајќи ја ова потреба, новинско-издавачката куќа Наша книга ја покрена иницијативата за прв пат кај нас да се издаде Македонска ампелографија и по повод нејзиното излегување од печат во редакцијата на Наша книга се одржа мала свеченост. Еве што ни рече авторот на ова капитално дело, доктор Драган Настев, професор на Земјоделскиот факултет од Скопје. Првата македонска ампелографија, тоа е труд кој базира на научно-испитувачка работа во еколошките услови во Македонија во период од 4 век. На база на резултатите кои ги имаме, обработува се еден крупен проблем, тоа е сортата, примарен фактор за едно современо интензивно лозарство во нашата република, па и широм целиот свет. Резултатите кои се објавени во голема мера нашата пракса ги е ползувала во нашата република и благодарение на таквија резултати во Македонија во голема мера се постигнати големи резултати и е изградено едно интензивно современо лозарство кое може да се упоредува со најразвиените во светот. Трудот може многу успешно да се ползува од сите научни институции, сите стручњаци во нашите производни организации, може да се ползува од студентите широм цела Југославија, а исто така трудот е прилагоден така да може да се ползува широм целиот свет и тоа ќе допринесе за афирмација на нашето лозарство и винарство. Последен издавачки зафат и прилично голем на ова книгоиздателство беше издавањето на книгата Македонска ампелографија, за која целокупното стопанство од Република беше заинтересирано, стопанството лозарово-штарските стопански организации и други општествено-политички организации од Република ја финансира и со таа финансиска помош успеавме да ја издадеме оваа книга која може репрезентативно да не представува покрај внатре во рамките на Републиката Југославија, дури и надвор од Југославија. Резумирана е на 2 светски јазика, на руски и француски, така да сите тие сорти на грозје, на лоза кои се огледуваат кај нас, ќе можат равноправно да ги користат и читателите, стручни, научни, сите заинтересирани во странство на овие 2 јазика.
Сите мали тайни скриле во онaj strah. Никој нека не знае дека сум ти драг. Сите наши тайни еден живот мал кријат зборот знајни што сум ти ги дал. За некој може чудни смени едвајца знам, но нашите желби будни за нас кријат план. За некој може чудни смени едвајца знам, но нашите желби будни за нас кријат план. Сите мали тајни скриле во онaj strah. Никој нека не знае дека сум ти драг. Сите наши тајни еден живот